Мартин, морам да кажам дека ова е наистина тешко прашање. Не затоа што имаме дилеми, или ја имам дилеми околу тоа што значи проектот Скопје 2014. Тоа е дефинитивно проект кој што на најдиректен начин ги пресликува сите неодговорни политики на оваа власт. Само да споменам, значи во период кога се среќаваме со една од најтешките економски и социјални кризи, кога стотици предпријатија биваат затворени, илјадници луѓе остануваат без работа, кога социјалните принадлежности за огромна популација не доаѓаат на време. Значи, кога македонската економија е во колапс, владата на Груевски решава преку 200 милиони евра, ја веќе мислам дека треба и да ја коригираме таа бројка, бидејќи и самите признаваат низ реализацијата на проектот многукратно се зголемуваат сумите кои што се неопходни. Значи, преку 200 милиони евра се трошат за споменици, музеи, за величање на еден фараонски сон на Груевски. Меѓутоа, тоа не е се. Овој проект е најдобар доказ за недемократскиот карактер на оваа власт, бидејќи одлука за ваков проект не е нигде падната. Нити во собранието, нити дури во градот Скопје. Се е сведено на мала група на луѓе околу Груевски или самиот Груевски, кој што кога е притиснат пред јавноста се вади и се правда дека е тоа проект на општина Цента. А плоштадот е не само на градот Скопје, туку на цела Македонија. Да не говорам за проблемите што овој проект ги создава на меѓуетнички план, кои што се веќе евидентни, што ги создава на надворешно политички план, токму во периодот кога е најделикатното време во преговорите со Грција околу спорот со името. И последно, меѓутоа не и најмалку важно, ова е најдобар доказ за кичерајскиот пристап и вкус во врвот на владеачката партија и оваа власт. Меѓутоа, и покрај сето тоа, што после победата со проектот Скопје 2014. Се зависи од тоа кој од проектите до каде ќе биде стигнат. Има грешки што може да се поправат целосно, има грешки што може да се поправат делумно, има грешки што не може да се поправат. Затоа е многу битно кога ќе се случат изборите, на кои што сум сигурен дека ќе дојде до промена на власта и во каква состојба ќе го затекнеме проектот 2014. Сигурно дека оние објекти, згради кои што се веќе изградени, каде што огромни народни пари се веќе инвестирани, ние како идна власт нема да си дозволиме да ги рушиме, туку ќе се обидеме на најсоодветен начин да бидат искористени. Истото важи за некои проекти кои што се во самата финална реализација, меѓутоа сето она што не е почнато и што може да биде ревидирано, тоа ќе го направиме и имаме намера тие средства и финансии да ги пренамениме за многу поважни и покорисни работи од кои што ќе видат некаква корист што е можно поголем број наши граѓани.